Со целиот бекграунд, со целото искуство, сиви кога се опрашање сите големи фудбалски настани. Овде од Дортмунд, 15 јуни 2024 година, Европско фудбалско првенство. Италија против Албанија. Нешто чудно се случува, нешто невообичаено. Значи, репроцитетот, кога се опрашање билетите за двете екипи, овде не постои, овде не се гледа. Овде доминираат црвената боја, бојата на репрезентацијата на Албанија. Овој дел позади нас е дело за италијанските навивачи. Меѓутоа, од оно што можеме да го видиме, италијанците се измешани со навивачите на Албанија. Нешто кое барем мојата меморија не го памети. Не сакам да преюдицирам, нити да кажам нешто што се случило и зошто се случило, нити пак дека нешто е тоа со негативна енергија, но можам со сигурност да тврдам дека овде се случува некој раритет кога е во прашање публиката, кога е во прашање поделбата на билетите. Неофицијално дознаваме дека навивачите на Албанија купиле 50.000 влезници, регуларно ги платиле, ги поделиле. Како се тоа се случило? Не можам да кажам. Ово што гледаме, очигледно е дека на 10 минути пред почетокот на овој напор од групата ќе албанската репрезентација ќе има изворедна подршка. Италија репрезентација со една долга традиција. Двократен светски првак, актуелен европски првак, не знам што друго да кажам, со 1 милион фудбалски имиња. Каде се навивачите на Италија, зашто овде ги нема? Барем да парираат на противникот, како што е нормално, како што секогаш било во историјата на европските фудбалски првенства, на светските фудбалски првенства, на финалињата на Лигата на шампионите. Овде нешто чудно се случува. Ова е невообичаено и навистина не сакам ништо да преюдицирам, но тоа е оно што го гледам, оно што сакам да го споделам со вас, гледачите, да го споделам на нашиот YouTube канал Тургутот. Те гледаме, нормално и ги уживаме, ова е фудбал, ова е европско првенство, на лице место сте, но сами можете да видите дека италијанските навивачи ги нема на нивното место одредено од УЕФА. Тоа е тоа, канал Тургутот, продукција Скок со комплектниот тим на стадионот во Дортмунд, во живо.